играње со рака. Ова ќе биде интересно да се забележи. Ралевски немаше храброст да покаже во 97-та минута на бела точка. Еве, дело до ние дискутабилни ситуации. Но да видиме што е сугестијата на првиот судија, но нешто што го почна од прерод. Нема вар, овде има игра со рака на тоа на нововлезениот. Да, има пенал овде, апсолутно. Не знам како не успе да го забележи ова судијата Ралевски. Сега ќе има повторно многу време и дискусија за нефудбалски теми и настани. Верам се надам дека нема да биде ништо страшно, затоа што оваа ситуација е јасна, ама овде корекција, односно вар е четвртиот суди, односно оној што почна да суди. Овде апсолутно нема дилема дека немаше потреба апсолутно на ваков начин нововлезениот Најденов да оди на оваа топка. Ова беше нешто во одбојкарски стил, нешто како смеч. Да, мислам дека овде нема дилема, ова е пенал. Ова е пенал сега, што е досуден и што се случува ова сето во 97-та минута, во последната од надпревара, тоа е судбина што се вели. За Академија Пандев. Не може да се помири со оваа одлука. Сега новиот капитен Димов добива и жолт картон. Вторка и Струмичани. Доби претходно Чубракович, Димов, црвен картон му беше покажен на Костов, има уште еден жолт картон, а тоа е Пандев, кој што веќе не е во игра и сега протестира кај главниот судија Ралевски по сугестија токму на Маријан Марковски, кој што беше денеска прв арбитар, ама се повреди. Ралевски покаже на бела точка. Само не ми јасно како тој не го забележа. Моментот беше близко, беше тука и сега ева таа ситуација. Уште еднаш чиста е, многу е јасна, гледате. Со број 88 само што влезе во игра Најденов прави пенала, да видиме. Дејан Блажевски би требало да го постигне третиот гол во оваа сезона во дресот на Македонија Ѓорче Петров. 16-ти надпревар за него. Има постигнато 2 гола. Еве шанса сега. Обично е сигурен реализатор на удари од белата точка. Го правеше тој во Турно и во Вардар, уште кога Турно играше и во Европа. Блажевски против Чубракович. И поголак. Беше на страната кај што треба. Чубракович меѓутоа силно, прецизно шутираше и еве го стрелецот на победоносниот гол. Нема да се осмелам, сигурно ќе има уште некој